Здравствениот дом во Гостивар се поднови со модерно опремено амбулантско возило, кое преку грант од Министерството за надворешни работи на Германија го обезбеди невладината Европски центар за развој, толеранција и соработка. Возилото, чија вредност достигнува 38.500 евра, денес и беше предадено на установата. Ние, нашето здружение Европски центар за развој, толеранција и соработка, аплициравме за амбулантно возило кое ќе биде користено од Здравствениот дом Гостивар. И ете, тука сме сега со донацијата која стана реалност. Сакам пред се да се заблагодарам на амбасадата на Германија во Скопје, на амбасадорката Анке Холштейн за оваа донација. Исто така треба да напоменам дека имавме логистичка поддршка и од општина Гостивар, а и за безпрекорната соработка и коректниот однос на директорот доктор Јамин Синани. Гостиварскиот здравствен дом, во чиј склоп работи итната медицинска помош, сега располага со 4 амбулантски возила, вклучувајќи го и новото. Директорот Јамин Синани смета дека со ова целосно се покриваат потребите на населението од овој регион. Да, оваа донација е многу значајна и посебно во ово време на пандемија. Значи, ние како институција имаме 3 амбулантни возила, но и ова ќе биде многу потребна. Ќе биде за сите граѓани, значи за сите пациенти и услугата да биде што подобра. Мислам дека по стандардите на Светска здравствена организација на 50.000 жители треба да има едно амбулантно возило. Ние да, со ова мислам дека ќе се покрие, но никогаш не е доволно. Никогаш не е доволно, зашто ние како град сме раскрзита транзитно за Република Албанија, туристичките места, Охридското езеро, Охрид, Струга, и се случуваат многу сообраќајни незгоди и јас секогаш викам треба некогаш да имаме едно амбулантно возило кое само ќе стои само за тие случаеви. Новото амбулантско возило е опремено целосно за транспорт и пружање на потребна помош за пациенти според европските стандарди.